civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Секои новитети во практикувањето на надлежностите и на задачите е добредојдено. Ние оваа година, поаѓајќи по искуството на Агенцијата за спречување на корупција од Република Србија, се обидовме да воспоставиме директен мониторинг на дел од активностите на учесниците во изборните кампањи. Идејата беше доста добра и можам да кажам дека со оглед на ситуацијата која што настана од коронавирусот, последиците сепак ние во тој период имавме вработени кои што беа позитивни на вирусот, малку ни се ограничи мобилноста, не бевме во можност да присуствуваме толку многу на терен колку што посакувавме, меѓутоа како за прв пат и како за координација од далечина, мислам дека резултатите што ги добивме се добри. Влеваат надеж дека за наредни избори со подобра организација можеме да имаме уште подобри резултати. Сепак ова активност дојде со поддршка на ИФЕС, кои што и они со оглед на ситуацијата помошта ја понудија во последен момент, така што имавме навистина многу кратко време за организирање на овој мониторинг. Што беше суштината на мониторингот? Ние планиравме да ангажираме 20 лица, меѓутоа поради недоволно пријавени кандидати и селекција успеавме да ангажираме 17 набљудувачи, кои што беа организирани и распоредени во 6 изборни единици. Нивна задача беше да ги гледаат, да ги набљудуваат и да ги документираат активностите, рекламирањата на политичките партии преку билборди, социјалните медиуми, локалните радија, телевизии, активностите, состаноците, митинзите, нели во помал обем кои што ги реализираа, ги одржуваа по градовите, рекламните материјали кои што ги споделуваат со граѓаните и така натаму, се со насока да ни дадат индиции од прилика за износот на трошоците кои што ќе ги прикажат во финансиските извештаи, а согласно на тоа ние понатаму да се занимаваме со средствата кои што учесниците ги прибираат на своите трансакцијски сметки, но најмногу заради позадината на тие собрани средства. Бидејќи, како што знаете, Законот за спречување на корупција и судирни интереси, кој што е во примена од 2019 година на Антикорупцијската комисија и дава големи надлежности и обврски токму во овој дел, дури и да покренува сопствени предмети и истраги во однос на тоа дали изворите кои што учесниците ги собираат за време на изборната кампања се законски, се легални, се од дозволени законски извори и така натаму. Како што реков, имајќи го во предвид фактот дека ситуацијата која што ни ја наметна корона кризата не ограничи многу и со средства, ние без тоа како државна комисија не располагаме со голем број вработени лица кои што ги познаваат солидно работењата на политичките партии, начинот на финансирање, на прибирање на средства за изборните кампањи, ние бевме многу ограничени во тој дел. Постапивме ние согласно нашите законски надлежности, измените кои што ги направивме во изборниот законник ни овозможија на некој начин да се доближиме до трансакцијските сметки на партиите кои што каде што ги прибираат приходите, така што во реално време имавме податоци и информации од каде се прибрани тие средства, во кои износи и така натаму. Меѓутоа, како што рече и председателот на Државната изборна комисија и колешката Радица, последните измени сепак направија
такви недоразбирања и едноставно неусогласеност на самите одредби, што на пример во финансирањето се дозволи политичките партии покрај средствата за прибрани од донации од правни и физички лица да може да ги користат и средствата од редовните сметки на политичките партии од оние извори што се различни од средствата што ги добиваат од буџетот. Ова настана таква мешаница, да речам, во висината на износите, што едноставно на мала врата се дозволи за изборни цели да бидат користени различни износи на средства кои што ги уплаќаат правните и физичките лица, еднаш на редовната, еднаш на трансакцијската сметка. Зошто го велам ова различности? Бидејќи износите кои што се уплаќаат, донациите се во различни вредности. Донациите на трансакцијските сметки се во повисок износ неголи дозволените донации што се уплатуваат на трансакцијските изборни сметки. На овој начин едно лице може да уплати значителен износ на средства кумулативно, а понатаму тешко да може да се следи дали тоа лице на вистина е монетарно способно, парично способно да ги обезбеди 5-6 илјади евра донации, имајќи во предвид времето во кое што живееме и обичниот платежната моќ на секој од нас. Исто така, проблем со кој што се соочи комисијата е, да речам, што и понатаму остана, не само што остана, него и се зголеми обврската на учесниците во изборната кампања за неколкукратно известување за собраните донации, приходи, понатаму за расходите кои што се направени, а без при тоа навремено да бидат обезбедени соодветни образци, темплеити кои што ќе им ја поедностават работата. Уште посложено е фактот што сите овие извештаи треба да бидат доставени до Државната изборна комисија, до нас, до Државниот завод за ревизија и така натаму, значи една мешаница од обврски и начини на известување. Партиите, некои беа запознаени со овие проблеми и барања, нивни обврски, некои не, некои користеа стари образци кои што се веќе одамна исфрлени од употреба, некои не ги доставија на време и така натаму. Меѓутоа, пак ќе речем, имајќи во предвид ситуацијата, ние не го сметавме тоа како зло, меѓутоа укажувавме и ги известувавме дека треба да ги достават сите тие податоци и информации. Начинот на кој што беа спроведени и нормално работите кои што произлегоа од измените ќе бидат едноставно како патоказ што треба да се направи и да се подобри во новиве измени што се заговараат во изборниот законник. Мене ми е жал што Министерство за правда не вклучи во сам почеток во работната група. Минатата година учествувавме и активно придонесовме и беа прифатени добар дел од нашите забелешки и предлози. Не знам која е причината што оваа година не сме вклучени во сам старт, меѓутоа јас се надевам дека ќе се најдат начини и можности да не вклучат, бидејќи сме една од институциите кои што итекако активно учествуваат во самиот изборен процес, нормално во поглед на реализација на нашите надлежности. Благодарам. Кои се, да речеме, колку пријави добивте или од вашиот мониторинг тим за време на предвремените парламентарни избори и на што конкретно се однесуваат тие? Во кој сегмент од изборниот процес? Мониторингот не се однесуваше на утврдување на злоупотреби или на незаконитости. Ќе повторам, немавме можност да направиме соодветна обука за да ги насочиме наблюдувачите. Сепак тоа се обични граѓани кои што не ни го знаат изборниот процес, не ни го знаат работењето на партиите. Нив само им беше кажано да забележуваат и да документираат што повеќе начини и средства преку кои што партиите се рекламираат.
И уште еднаш ќе повторам, значи бидејќи ние не располагаме со доволно обучен кадар за да може да ги анализира тие работи, ние во соработка со Државниот завод за ревизија ги предадовме сите материјали, информации и податоци со кои што располагаме, а они сега во овој период ја вршат задолжителната ревизија на финансиските извештаи кај учесниците во изборната кампања, така што тие материјали нешто ги обезбедивме, ќе им бидат доказ дали нешто е реално прикажано во финансиските извештаи и така натаму. Дали, например, некој билборд на вистина бил на местото или е пријавен во фактурата или во ред други работи, исто како и сите форми на печатени материјали. Значи, сега сите тие материјали ние што ги обезбедивме се предадени во Државен завод за ревизија како дополнителни механизми за нивно истражување и потврдување на финансиските извештаи. Доколку постојат отстапки, нормално имаат и они механизми, имаме и ние механизми, понатаму да превземеме соодветни чекори мерки пред надлежни органи. Можам да кажам дека е задоволството наше да имаме представник од владата со кој што може да се соработува и ние остваривме на самиот почеток со него средба во која што беа искажани многу наши забелешки не само во делот на процесот на изборното финансирање, него и со целокупни со сите наоди кои што со кои што комисијата излезе од нејзиното постоење од 2019 година па се до сега. Што се однесува до корупцијата во политичките изборни кампањи, многу треба да се работи. За жал, измените кои што ги направивме во изборниот законник нормално не можат се да спречат, не можат ни да предвидат, посебно од аспект што тие измени се донесоа во 5 до 12 и кои што беа и некои противречни сами со себе одредби. Еве ќе кажам само еден пример. Значи, ние како Државна комисија не успеавме навремено да ги анализираме финансиските извештаи кои што конечните финансиски извештаи кои што ги доставија политичките партии и по нив да се произнесеме од причина што постои законско неусогласување на доставувањето на финансиските извештаи од учесниците со нашиот извештај. Имено, ние како Државна комисија имаме рок 90 дена од објавувањето на конечните извештаи, од конечниот извештај за изборите, да доставиме посебен извештај до Собранието на Република Северна Македонија, во кој што ќе ги нотираме проблемите, состојбите со кои што сме се соочиле и постапувањата кои што сме ги имале во текот на изборниот процес. Тука ги вклучува и анализите на финансиските извештаи. Меѓутоа, исто така и во изборниот законник вели политичките партии, односно учесниците во изборните кампањи, во рок од 30 дена по објавувањето на конечните изборни резултати ја затвораат трансакцијската сметка. Понатаму вели 60 дена од затворањето на трансакцијската сметка, учесниците во изборните кампањи се должни да достават конечни финансиски извештаи за приходите, расходите и така натаму, нели со спецификација на трошоци. Овие 30 плюс 60 дена за политичките партии се поклопуваат во ист момент, во исти ден, конечните рокови се во истиот ден кога Државната комисија веќе треба да го има доставено својот посебен извештај до Собранието на Република Северна Македонија. И како што е кај нас пракса да се доставува во последен момент, значи верувајте, ние имавме партии кои што буквално го искористија последниот ден да ги достават финансиските извештаи, некои ги доставија и после тоа. Меѓутоа, ние не можеме да ги чекаме партиите да ги достават своите извештаи, а ние да не постапуваме согласно нашите временски надлежности и обврски кои што ги имаме во самиот закон. Значи ги испаднеме непринципиелна и недоследна институција. Од тој аспект ние ова го објаснивме и нотирано е во нашиот посебен извештај како системска слабост, меѓутоа верувајте дека има и други одредби кои што
едноставно се во колизија еден со друг и не може да се постапи буквално под него. Ние овој извештај чекаме да биде разгледан од собрание, да не повикаат, да го одбраниме извештајот како таков, ќе го доставиме и до премиерот, до вице-премиерот задолжен за борба против корупција и судени интереси. Меѓутоа, морам да кажам дека уште во текот на измените, кога се работеше на изборниот законник, имаше доста добар дел забелешки кои што ние ги потенциравме и укажавме на проблемот кој што се провлекува повеќе изборни циклуси наназад, од аспект што се затворат трансакцијските сметки без при тоа да имаат да се бидат платени сите обврски кон добавувачите, да речем, на политичките партии, или пак тие обврски да останат во финансиските извештаи како негативна ставка, односно неисплатени. Нашиот предлог дека не смее да се исплаќаат обврските од редовната сметка едноставно не беше прифатен. Понатаму сакавме и да се метнат и прекршачни одредби, меѓутоа и тоа не беше прифатено. Значи имаше доста работи кои што не беа прифатени во текот на измените. Тие се нотирани состојби, Државниот завод за ревизија постојано ги известува за истите слабости, меѓутоа сепак на крајот на криштата политичките партии во собранието се тие што кои влијаат на последните измени и дополнувања во изборниот законник. Ние како работна група направиме се од аспект на своите надлежности, институциите од рамки на своите надлежности, да можат да ги спречиме овие појави колку што се може со законските норми. Благодарам за учеството и за довербата. Цивил секогаш е партнер на Државната комисија за спречување на корупција и несебично не поддржува во нашата работа и го доведува тоа транспарентно пред јавноста. Ние започнавме еден голем проект во однос на утврдување на законското и наменското користење на буџетските средства од страна на избраните, именуваните лица, јавните службеници и така натаму, значи на сите оние кои што државата им дозволила на некој начин пристап до своите ресурси. Меѓутоа, со оглед на фактот што стварно имаме многу мал број на вработени, а голем број предизвици и не само секојдневни работни задачи, работа по предмети, него и други законски надлежности, работата по тој проект оди меѓутоа бавно. Јас се надевам, искрено се надевам дека за скоро време ќе испаднеме со извештаи со сите овие состојби на одисо кои што ќе ги утврдиме и како и сите извештаи тие ќе бидат јавно достапни на нашата страна, ќе бидат презентирани, но ќе бидат доставени и до господинот Липчо Николовски како инструмент со кој што понатаму он ќе може да се зафати во својата борба против корупцијата. Ние и понатаму остануваме активни со нашите задачи. Во моментов работиме на апдейтување на нашата национална стратегија, која што поради распуштањето на собранието не беше усвоена навремено. Значи, задоцнуваме со цела година од нејзината имплементација, меѓутоа сега правиме напори да ги забрзаме тие процеси и действија и што поскоро истата да доставиме и веќе од наредната година да почнеме со реализација на таа стратегија која што активностите кои што се наведени во мерките кои што се набројани, верувам дека доколку се спроведат онака како што посакуваме, и текако ќе влијаат на намалувањето на корупцијата во нашата држава. Ставно ќе можеме да одиме чекор поблиску кон другите демократски земји. Благодарам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.